Здраво на сите, јас сум професор Софија Петковска од Скопје и во денешното видео ќе зборувам за интеграцијата на мозокот и воспитувањето. Пред да ја започнам презентацијата, би сакала да ве потсетам дека на нашата Инстаграм и Фейсбук страница enigma.mega ќе можете да дознаете за истава тема, бидејќи таму е запишана во рубриката Семејно стебло, а носи наслов Зошто е важна интеграцијата на мозокот при процесот на воспитувањето. Кога нашите деца не се интегрирани, тие се преплавени од емоции, збунети, хаотични и не можат да реагираат смирено во дадена ситуација. Па од тука тантрумите и агресивноста, како и сите останати предизвици на родителите со децата, се всушност последица токму од таа дезинтегрираност. Па затоа во ова видео јас ќе зборувам како тоа можеме да го направиме за децата да биде лесно и интегрирано. Сите знаеме дека човековиот мозок има лева и десна страна. Левиот мозок посакува и ужива во ред, тој е логичен, лингвистички, односно ги сака зборовите, буквален и линеарен, односно работите ги подредува во низи и редоследи, додека десниот мозок испраќа и прима сигнали што помагаат при комуникацијата. Тој е холистичен, невербален, важна е тука фацијалната експресија, контактот со очи, тонот на гласот, држењето и гестикулациите. И веќе претпоставувате дека кај малите деца доминантна е токму десната хемисфера, особено во првите 3 години, бидејќи тие се уште ја немаат совладано способноста да употребуваат логика и зборови за да ги изразат чувствата и живеат целосно во моментот, што го објаснува и фактот дека можат да заборават на се околу себе само за да клекнат и да бидат целосно обземени со наблюдување на некој предмет, еве да кажеме бубамара, што лази врз тротоарот, без воопшто да им е грижа дали ќе задоцнат на некој час во училиште. Децата започнуваат да го користат прашањето зошто. Всушност, ова прашање зошто е индикатор со кој што ни укажува на тоа дека кај децата започнува развојот на левата страна на мозокот, каде што тие започнуваат да се интересираат за причинско-последичните односи кои што се случуваат во светот и таа логика да ја изразуваат преку јазикот. И со ова прашање започнува за нас потешкиот дел, бидејќи ние возрастните тука треба да пронајдеме начин како да ги водиме децата низ воспитно-образовниот процес, интегрирајќи ги и двете хемисфери, бидејќи од една страна тие се преплавени од емоции, а од друга страна започнуваат и се поинтензивно логички да размислуваат. Последното прашање кое што се поставува е како да не дојде до конфузија кај децата. Овде се важни две стратегии. Првата е поврзување и пренасочување, јас уште ја нарекувам и скроти ги емоциите, а втората стратегија е интеграција преку прераскажување. Па да одиме со ред. Овде доаѓа до конекција на десната хемисфера на мозокот на родителот со десната хемисфера на детето. Односно, родителот и детето се конектираат на емотивно ниво, а не логички. Бидејќи логика кај мало дете ние не можеме да бараме. Ако тоа е преплавено со силни емоции, ние не треба да му се исмеваме без разлика колку е тоа смешно, нелогичко, фрустрирачко за нас. Ние не треба да им се смееме на децата и нивните чувства, бидејќи тие за нив во тој момент се реални и важни. И се што ние треба да направиме кога ќе видиме дека детето е вознемирено, во таа прва почетна фаза
е да дадеме поддршка, утеха, гушкање, бакнежи, а дури потоа да следи разговор. Но без разлика колку и да е нашето дете вознемирено, не се препорачува попустливост. Односно, не треба да им дозволиме на децата да се однесуваат недолично, неетички, неморално. Втората стратегија, како што напоменав, е интеграција преку прераскажување. Раскажувањето на некој немил настан кој што се случил, честопати е многу корисно за децата, иако родителите сметаат дека тоа не е така, затоа што велат дека со иницирање на спомени за нешто што се случило, а за децата не било во ред, може понатаму да представува пречка за нивниот психофизички развој, но не е така, бидејќи раскажувањето на таквата сторија е корисна затоа што детето на тој начин ќе го разбере многу подобро она што му се случило, ќе може да продолжи понатаму и да стигне до место каде што ќе се чувствува подобро во врска со настанот кој што се случил. Затоа секогаш поттикнувајте ги децата да разговараат со вас. Но што е важно? Важно е да не ги терате да прават нешто со сила. Односно, ако детето не е подготвено да разговара со вас, вие не треба да го терате на разговор. Ако детето не е подготвено да ве гушне, да прошета со вас некаде, не треба да го терате да го направи тоа со сила, туку треба да му дадете простор кога ќе се чувствува сигурно и спремно тоа да го стори. Ако воопшто не пројави интерес и желба за разговор, може да ги употребите следните две запишани тактики во оваа презентација. Едната од нив е цртежот зборува. Ова е особено корисно за децата кои што се уште не знаат да пишуваат. Им се дава цртеж, обичен лист хартија и молив, и детето преку тоа што ќе го нацрта ќе може да зборува за своите силни емоции кои што ги чувствува. Ова е корисна техника за сите педагози и психолози, преку цртежот да дознаат што детето си мисли со своето главче, кој е неговиот проблем што го мачи. И третата стратегија е пишување. Ова е веќе корисно за поголемите деца кои што знаат веќе да пишуваат и преку пишувањето да ги изразуваат своите емоции, да кажат што ги тишти, што им представува болка, а понатаму од тоа пишување следи всушност и водење на дневник во подоцнежните години. Преку пишувањето децата се учат како се води дневник, кој што е всушност од огромна улога и за нашето психофизичко исцелување. Значи да сумираме, кога им помагаме на нашите деца да ги именуваат своите болки и стравови, ние всушност на тој начин им помагаме истите и да ги совладаат. И не заборавајте, за да можеме да водиме, поттикнуваме и мотивираме, ние мора да сме интегрирани, стабилни како емотивно, така и духовно и телесно. Јас ви благодарам на вниманието. Се надевам дека оваа тема беше интересна и корисна за вас. Доколку сакате слични вакви теми, доколку ви интересираат теми од педагогија, психологија, па и астрологија, здравје, спорт и така натаму, ви препорачувам да не заследите на нашиот Facebook и Instagram профил enigma.mega, како и на нашиот YouTube канал, каде што освен едукативни почетни предавања кои што се прикачени таму и можете да ги видите, ќе можете да ги прочитате и нашите 3 рубрики. Тоа се живот во рамнотежа, астрогалаксија и семејно стебло. Ве оставам во добро расположение, бидете ми поздравени, со почит и секогаш со љубов, Софија, и се гледаме во некое наредно видео.